свој како чермен, колешке. Почитувани сите, значи јас заедно со другите колеги од ова здружение поделив на некои од овие улоги што треба кој да каже и јас имам таа чест да кажам нешто за Open Access публицирањето. Што представува отворен пристап? Тоа е една пракса за проведирање, за возможување на онлайн пристап до научните информации кои се бесплатни за самите читатели и се најчесто без многуте од оние копирајт форми и дозволи кои прават одредени рестрикции. Тоа е еден тип на пристап, не е бизнис модел, лиценцирање или било каков контент. И зошто би требало да го земаме ние како наша пракса ова дозволено Open Access пристапување, затоа што се зголемува визибилноста, имаме брз аксес пристап, авторите ја имаат се уште копијата, има поголема ефикасност во научните создавања, се промовираат интернационални и интердисциплинарни соработки и сите оние што се фондирани со јавни средства, резултати нормално дека треба да бидат available, односно да бидат овозможени да бидат пристапени јавно. Значи, да не се повторувам, тоа треба да се дели, се оно што ќе го постигнеме и што ќе го испубликуваме, како резултати од научна работа и од друга страна не сме обврзани за некои копирајт форми, дозволи, лиценцирање, односно немаме такви рестрикции. Сушност, Open Access е едно движење кое што не покажува знаци на успорување, бидејќи многу повеќе дена во денешницата институции и конзорции го зголемуваат поверувањето за овој начин на публикација. И кои се тие најбитни карактеристики за Open Access? Тоа се наредните 4 кои што јас ќе пробам да ги селективно прикажам. Open Access е значи интернационално движење кој што има пристап веднаш, трајно, бесплатно, за било кого, за било каде, кој што може да се чита и врз база на тоа понатаму да се гради друг ресерч. Кога било кој што ќе прочита може да ги даунлодира, да ги копира, да ги дистрибуира и да ги принта тие содржини. И за разлика од традиционалните плаќања за да се прочита како модел, кој што беше пракса многу години, кој што данас во помалите држави со помали фондови во нашите библиотеки секако имаме проблем да пристапиме, а информацијата се знаеме дека е најважна денес, од таа е вистинско злато. Денеска ние можеме да се носиме со колегите од поразвиените земји, заради тоа што имаме пред се овој слободен пристап до публикации кои што понатаму можат да ни дозволат наша надграда. Што од ова, на различни форми можат да бидат публикувани во Open Access, да кажем од кейс репорти, преку оригинални трудови, ревијални трудови, декларирани, така натаму. 20 типа начини на кои што може да се работи со овој слободен пристап. Можете да го депонирате, да го депозитирате во еден било кој репозиториум и тоа се вика Green Open Access, или пак можете да работите преку било кој издавач кој што на некој начин ќе направи соодветно Open Access за вас, изложување на вашиот труд. Зборувам сега за депозиција во репозиториумите. Првиот чекор е секако вие треба да го поставите на одреден соодветен appropriate репозитори за вашиот топик, меѓутоа можете и на некои генерални, институционални или национални репозиториуми да ги поставите вашите трудови. Треба да го аплодирате вашиот труд и на крај секако е многу битно да ги цитирате податоците во бодито на вашиот манускрипт, односно
paper, односно труд, и да му се постават digital objective identifier. Понатаму, ако работите со publisher, нешто кажа професорот Дончев апсолутно, треба да го најдеме кој е најприкладниот журнал за нашата публикација и треба секако да се прочитаат сите они инструкции за автори во целост, за да знаете на кој начин и со кои клаузули работи тој журнал во однос на праксата за Open Access и на крај издавачот ќе аплицира за соодветна лиценца за вашиот ресерч. Понатаму, ако веќе правиме одлука за Open Access, бидејќи тоа е секогаш ја дава глобалната еднаквост за пристапот на вашата информација и знаењето, можете да ги имате следните карактеристики. Тоа го акцелерира научното откривање во смисла дека вашите резултати потоа секој би требало да бидат репродуцибилни и понатаму ги акцелерира, ги забрзува дисеминацијата на вашите наоди сегде низ светот. Се смета дека Open Access репортите се прегледани 3 пати повеќе, односно почесто во однос на оние што се скриени со плаќање и секако дека нормално ако имате многу поголем пристап до вашиот труд, дека ќе генерира и многу поголем број на цитати за тој ваш труд. Open Access амплифицира, значи зголемува влијание на вашиот ресерч за сите научници, меѓутоа не само за нив, туку и за оние што ја креира политиката, во науката, во институциите, па и за практиционерите што се општи, што би го конзумирале вашиот ресерч, како и за NGO, Non-Governmental Organizations. Комплијансата со денешните они спонзори, така наречени за одреден ресерч, секако дека е побарано сите оние што ги фундираат науката јавно, со јавни пари, дека е потребно во рамки на одреден период да добијат јавно можност за пристап на сите заинтересирани до таквите резултати што се постигнати. Интердисциплинарноста се гледа во тоа, бидејќи ќе може да биде пристапено до различни дисциплини, односно професионалци од тие дисциплини, тие ќе може да изградат колаборативни партнерства и може вашата размислувањето да биде гледано за вашето постигнато резултат, може да биде гледано од различен аспект и тогаш имаме еден диверситет на размислување, на искуство, што секако само би требало да ја збогати науката со која се бавиме. И на крај, значи, може Open Access да ја појача вашиот интегритет, научен интегритет, бидејќи вашата кредитилност, кога е тоа приемчиво за сите и отворена за сите да го видат, да ве вклучат вас во проекти, евентуално други, може да има поголем значај. И сега Open Access, тоа е, значи, апликабилно за сите журнали, книги и други податоци. Тоа е слободно за сите читатели, но секако не е слободно за продукцијата, бидејќи има соодветна цена на чинење. Тоа го знаеме и ние што имаме, што сме едитори на помали журнали, а камоли на поголемите журнали. Секако дека или треба да се плати еден артикал процесен шарж, или пак да вие сами пробате да покриете од вашите собствени средства. Тоа е возможно за сите и секако дека е потребно да биде рецензирано на соодветен начин и авторот секако добива му е возможно да има копирајтот, односно формата за пишување, дека е тоа негова собственост и ако ред од журналите бара тоа да им се припише на нив. Зошто е потребно? Затоа што основниот принцип е дека го
прави ресерчот, научната работа, слободно пристапна за секој и тоа апсолутно има многу поголем глобал импакт, значи за размината на знаење. Знаеме денеска од искуство претходно дека традиционалното публицирање е исклучително скапо, експлоитирачки за нас кои што сме научни работници, кои што немаме секојаш можда за фондови и сме од мали држави. И исто така дека ресерч, науката која што е фундирана на со јавни средства, апсолутно треба да биде овозможена да биде прочитана и пристапна јавно. За вас, за нас како научници, Open Access значи дека тие се лесни да се најдат за читателите, да се зголеми вашиот број на цитати и сите оние кои што немаат пристап до универзитетски големи библиотеки, можат да ја читаат вашата работа. Вие останувате во контрола на вашето академско постигање. Меѓутоа, она што реков претходно битно, а тоа е дека сите оние организации кои што спонсорираат ресерч бараат во наредните 12 месеци по завршувањето на ресерчот да бидат публицирани во Open Access Journals и архивирани во репозиториум барем 3 најчесто барем 3 труда кои што би биле сведоци, односно би биле гарант за квалитетот на ресерчот кој што би фундиран. Има ли бариери? Да, може да има финансиска бариера, бидејќи артикл процесинг час треба да плати некој, или ако имате subscription fee. Легална бариера се работи на intellectual property rights и техничка бариера, каде што имаме некои рестрикции во однос на копирањето и во однос на дисеминацијата на самиот артикл. Имаме различни репозиториуми, како што е овој од University of British Columbia, Академија, меѓутоа морам да ви кажам дека може да има различни, вие бевте сведоци утрово за професорот Спиловски, како тој со Artificial Intelligence дошол до топ 10 ресерчер во нашата држава. Меѓутоа да знаете дека при различни веб страни, односно пристапи на одредени репозитории, имаме различни бројки на тие публикации. Тоа е предсетен е заради тоа што секаде не може човек да постигне да ги аплодира на сите странички, за да може секаде да биде пронајден во вистинска смисла. Академија и ресерчки се такви, таму видовме 20, овде гледам дека има 222, и таму имаше 1400 цитати, овде има 8300 цитати. Сакам да кажам дека има разлики од база до база. Како се публицира во Open Access Journals, како и на другите журнали, одите на веб страната, читате правила на кој начин треба да се препарира, да се припреми манускриптот и потоа пристапувате и субмитирате со одредени метаподатоци и процесот во основа е ист. Рече професорот Донев за Gold Open Access, кај што се плаќа артикл processing charge и тој артикл е бенес со можност да биде симнат како слободен пристап, хибриден отворен пристап. За paper треба да се плати за да се публицира и тогаш би било само преку журнал, веб страната на журнал, и зелен Open Access, кај што имаме лично архивирање, ембарго од 12 до 48 месеци, односно може да биде публициран во журнал или артикл кој што е со можност веднаш да го направи вашиот труд да биде архивиран без чинење од авторите. И сега многу информации се даваат преку овие Open Access журнали и ние можеме да ги пристапиме. Ова се
една страна Шерпа Ромео, што ни укажува дека на кои списанија какви уредувачки политики имаат и во однос на Open Access што се случува со нив. Па еве ќе видите овде дека за овој журнал авторите не можат да архивираат препринт, значи не може early online да го видите артиклот. Понатаму овде гледате дека се уште не е Open Access real, затоа што не може да го архивира како PDF, меѓутоа препринтот може, не е дефинитивна верзија, и ќе може да го архивира постпринтот како final draft. Веќе се комплетни испечати и ова се трите категории кои што гледаме со зелено, дека копирајтот мора да биде подпишан, но секако авторот го задржува правото на трудот. Ова е голема дата база кај што се ставаат журнали, наши трудови, кои што секако може да бидат пристапени. Има одредени хинти кои што треба да се чекираат пред да се публикуваат, но како и да е, она што за Open Access важи е дека се учи, се дели, се адресира, се напредува за сите од нас, и тоа е во сфера на подобра наука и научна мисла во наредниот период. Благодарам.